Сашо Велески. Драги Прилепчани, другари и другарки, пријатели, сограѓани, добро вечер. Гледате и вечерва не има многу. Ќе не има многу се додека овој ненароден режим падне и додека конечно во Прилеп и во Република Македонија се врати демократијата и нормалниот начин на живење. Во 8 години Маријан Ристевски потроши над 100 милиони евра. Пари од нас, прилепчаните, само за паркови, фонтани, нишалки, светилки, без ниту едно евро капитални инвестиции и нови работни места. Сите договори за јавни набавки ги склучува само со 2-3 фирми, блиски до него, ќе ја спомнем Електроточила, каде што има префрлено скоро 1 годишен буџет од општината, милиони евра. Се набавува од игла до локомотива, се набавува Лазе. Толку ли е способен тој Лазе, толку давали најповолни понуди, или најдобар е во на најважното? Ќе оставам сами да заклучите зашто, каде што е сигурно најдобар за локалната власт. Маријан не донесе ниту една странска инвестиција во градот, а го прошета цел свет со пари од нас, собрани од нас, граѓаните на Прилеп, од дуќанџиите, од фирмите. Си правеше екскурзии со наши народни пари, си ја носеше и фамилијата во Австралија, во Америка, Турција, низ цела Европа. Не привлече ниту еден инвеститор за сите 8 години. Нема ниту една нова фабрика, погон или капацитет. Од 100 милиони евра не потроши ниту едно евро да создаде клима да ги привлече странските инвеститори. Драги пријатели, не е се до парите и не е се причина економската криза во Европа. Туку не ги бидува ниту него, ниту на така речениот негов тим. Алинци е празна, а треба да биде економска зона. Секоја година лаже дека ќе имат инвеститори, да ги почекаме уште малку. За жал, Алинци беше една убава лива да има каде алинчани да ги пасат своите говеда и овци. Сега со Груевски дојде и зора, сега нема ни ливада, нема ни трева, освен кал до колена. Посебна приказна се јавните комунални предпријатија. Огромен собнеж за криминал и домаќинско работење кај нив. Братучедот на градоначалникот, за жал уште еден Ристевски, се вреѓал ако го спомнеме прекарот, затоа ние сме културни и нема да го споменеме, а тој кутриот сам се гордие со свој прекар, сепак не го спомнуваме. Тој истиот од нас доби тужба за ненаменско и криминално трошење на огромни пари и плати, што не им ги исплати на вработените. Сега сме сведоци деновиве дека тужбата ја добија вработените и се ги бараат парите назад. Епа каде, господине Втор Ристевски, каде се парите 800.000 евра што им должите на вработените? Каде ги потроши? Прилепчани добро знаат каде, но ќе дојде време и тој самиот ќе каже за тоа ќе одговара. Драги пријатели, истиот тој Втор Ристевски има неплатен ДДВ над 30 милиони денари. Кога ќе ги плаќа, кога ќе ги враќа, а кога предпријатието се повеќе тони во загуби и се повеќе на стаклени нозе. Друг директор на јавно комунално предпријатие, јас ќе го наречам јавно комунално предпријатие паркинг, бидејќи друга дејност не обавува, заслужи друга кривична пријава од наша страна. Правдата е спора, го чекаме јавното обвинителство да се изјасни.
Реков, правдата е спора, не преюдицираме решение, не вршиме притисоци, кажав, ние сме културна партија, културни граѓани, ќе почекаме органите на правдата да го стигнат, а јас ви ветувам дека после 25 март сите овие ненародно потрошени пари, фрлени во некои джебови, заскитани, ќе се вратат на нас, на граѓаните и правда ќе си дојде на своје место. За пазари, јавното комунално пазари почна да продава дуќани, да зема кредити, да не исплаќа плати и пропаѓаат тендери. Последна шанса им беше оној тендер на местото од млечниот ресторан да изградат некој нов супермодерен трговски центар. Знаете ли колку се одзваа на тој тендер? 0. Никој. Знаете ли зошто? Знаат дека има голем криминал во сето тоа и не сакаат сега пред избор да навлегуваат во такви матни и сумњиви сделки. Повторно и ветувам пред сите вас, на 25 март ќе се почне постапка и сите овие и најмали обиди за криминал и корупција ќе бидат најстрого казнети, не од нас, туку од вас, граѓаните на општина Прилеп. Додека прилепчаните гладуваат и мизеруваат, челниците на ВМРО во градот земаат по 2 плати. Господјата Гордана Мицеска, председател на Совет, покрај советничкиот паушал, си ја зема платата сега како директор на Институтот за тутун. Господинот пратеник Стеваранџија си ја следи работата за својата сестра. Значи осеќаат крај и од ден на ден брзат да го фатат мартовскиот рок да си ја решат фамилијата. Сега уште на крај ќе ви кажам уште една работа што длабоко ме потресе мене, а сигурно и вас. Во очи празникот Водици, еден од најголемите христијански празници, сведоци сме дека низ градот се врши јавен рекет на граѓаните, вработените во администрацијата за наводна донација за изградба на црквата Света Петка во Точила. Дали е тоа во духот на христијанството и добрите домаќински обичаи во Прилеп и Република Македонија? Ние, ако сакаме да донираме, ја знаеме жиро сметката, сами ќе донираме да се изгради тој храм. Тој храм го заслужуваме ние, граѓаните на Прилеп, и сите ние ќе донираме колку што имаме и колку што сме способни да го финансираме. На крај, сакам да ве охрабрам сите, дека ќе излегуваме на улица се во поголем број, се додека не падне овој режим. Ви ветувам, заедно ќе се избориме, заедно со нашиот градоначалник Хари, да ви донесеме подобра иднина во Прилеп. Ветуваме заедно. Тимот негов, а пред се заедно со сите вас овде кај што сте и со сите граѓани на општина Прилеп, дека ќе се избориме на 24 март за подобра иднина на нашиот Прилеп и на нашата Македонија. Да сте здрави и живи сите, да живее Прилеп и Република Македонија.